Здраво, јас сум Горан Теменогов, а вие го гледате подкастот Каде се парите. Денеска ќе зборуваме за нешто што беше актуелно пред неколку дена, а тоа е функционирањето на Отворен Балкан. Видовме дека нашите политичари, придружени од винариите од државава, оттидоа во Србија, во Белград на традиционалниот веќе вински саем за да си се представаат. И се представија, испија вино како што пиеа и минатите години, но прашање е дали Отворен Балкан е препознатлив и единствено функционален по пиењето вино. Дали има и друга есенцијална функција, односно да го реализира она што првично беше замислено, а тоа е слободно движење на стоки, луѓе, услуги во регионот, односно во трите земји кои што учествуваат во овој проект. Но, според последните информации, некако како Албанија да се дистанцира од сево ова и си оди она по својот пат и во овој Отворен Балкан остана само Македонија и Србија. Дали е тоа така? Ќе ни одговори Нола Исмаиловска Старова. Добре дојдовте. Те погодив, мислам, со презимето Исмаиловска, да се изнамачив додека го запишав. Поканета си, бидејќи во предходната влада, односно во владата на ВМРО, на СДСМ и ДУИ, беше дел од што учествуваше во подготовките на Отворен Балкан, беше задолжена како национален координатор за соработка, меѓународна соработка на владата со неколку институции, но беше вклучена и во Отворен Балкан. Затоа те повикав малце да зборуваме, бидејќи некако во јавноста веќе има различни информации околу тоа дали функционира, а знам дека бизнис секторот во Македонија многу полагаше надеж, значи имаше голема надеж во оваа иницијатива. Дали Отворен Балкан се уште функционира со сите три земји? Па ќе го почнам одговорот од почетокот на вашето браќање, затоа што го спомнавте саемот за вино. И има убави вина, пријатно и тоа пиење вино, ама далеку дека е само тоа. Еве да направам споредба од тоа кога го организиравме првиот саем, имаше 20 откупувачи, а третава година веќе 380. Веќе учествуваат на тој саем и Винитали, каде што и бевме минатата година ние како гости, сега и тие се наши гости на овој саем, значи е многу повеќе од некои видеа кратки што се виделе. Тоа е една убава соработка каде што регионот се представува како добар вински регион и продажбата на нашите винари е зголемена. Се представија исто така и малите семејни винари, добија награди, нивните вина беа препознаени и навистина и колегите од Србија и колегите од Албанија беа изненадени и го искористија тоа како позитивен пример, па знам дека и во Србија отпочна нешто слично како иницијативата за поддршка на малите семејни винари што ја имавме кај нас, но исто така и големите винари добија дел од престижните награди кои што ги доделуваат. Таму се вклучени врвни сомелиери, врвните весници од оваа област се присутни. Убавиот хедонистички дел од Отворен Балкан, но се добива впечаток дека Отворен Балкан е токму само овој вински саем што е во Белград, дека другите елементи затајуваат. Пред се основната идеја беше да може работната сила да биде многу подвижна и флексибилна во овие три земји. Зборуваме за Албанија, Македонија и Србија, односно да може да се регистрираат на порталот за електронска идентификација и врз основа на тоа регистрирање после тоа да многу брзо да аплицираат за работни дозволи во било која од овие три земји. Први, дали може да се регистрираат? Ја провери, функционира кај нас тој портал, велат дека во Албанија малце потешко оди регистрирањето, во Србија немам информации. Функционира ли се во ова? Да, тој проект, вака лично, ми е еден од најдрагите, затоа што беше голем предизвик. Кога почнавме со преговорите, таа идеја сите сме свесни дека постоела. Идејата се е појавила и во соработката, во ЦЕФТА, во Берлински процес, во други иницијативи кои што постојат во регионот, но цело време понекогаш се наоѓа
изговор. Тоа мислам дека е природна човечка особина, не е само македонска, албанска, српска или балканска, иако луѓето сакаат да кажат така, тоа и со европски представници, и со пошироко од светот се случува дека кога нешто е ново треба време за луѓето да се привикнат. Навистина беше предизвик затоа што има дел усогласувања и со ЕИДАС, па изработка на системот за сето тоа да функционира. Па првично мораше да се усогласат два меѓународни договори. Едниот беше за вадење на OBID или идентификацијски број за отворен Балкан, а понатаму уште еден договор за овозможување слободен пристап до пазарот на труд, но понатаму, после тие договори требаше да се изработат протоколи кои што ќе ги уредат деталите за тоа да не биде само се вади OBID и се добива слободниот пристап до пазарот на труд, туку да се задоволат и безбедносни проверки, други анализи и така натаму. И тоа се успеа, функционира, јас го тестирав и самата, успеав да се пријавам, функционира во двете држави. Веќе кај нас и во Србија и во Албанија можеби се уште нема толку голем интерес, би очекувало во тек на туристичката сезона можеби да се зголеми интересот на нашите луѓе кон Албанија или на албанците за крајбрежјето на Охридско езеро посебно. Значи, во суштина, ајде сите што не следат не се упатени, на пример. Значи, ако сака да се работи некој од Македонија или значи од другиве земји во Македонија или од Србија во Албанија, треба да отиде на порталот електронски да се регистрира, да извади идентификационен број. Со тој идентификационен број во суштина аплицира за работна дозвола во земјата кај што би сакал да работи, значи ако е од Македонија во Србија или во Албанија и обратно, значи во другите две земји ако се зависи која од каде аплицира, се добива работна дозвола, се проверува во целиот систем и после тоа може слободно да се работи, да се отиде во Тирана, на пример, да се отиде во Белград или било каде во Србија и во Албанија и да се работи. Да, после регистрацијата на услуги кај нас и добивањето автоматски се добива идентификацијскиот број на отворен Балкан, па се влегува на страната во државата за која што се заинтересирани македонските граѓани. На Албанија е АКШИ, а на Србија е управа. И таму има делче каде што тоа целиот контекст е детално образложен, исто е образложен и на страната на услуги на македонската страна за услуги. И после тоа аплицирање се пополнува апликација, сега има неколку прашања, одзема едно 15 минути, откако ќе се добие таа дозвола за слободен пристап до пазарот на труд, една од големите предности кои што ги овозможивме е дека трае 2 години. До сега и луѓето кои што ќе се вработеа има дозвола за престој од 1 година, а со самата дозвола за барање работа овозможуваме и слободно движење на луѓето колку и да трае тој процес. Некогаш е само интерес, некогаш е љубопитност да видат луѓето дали функционира, но кај нас веќе имам позитивен пример. Има околу 100 луѓе кои што веќе работат од другите држави со имајќи го сертификатот за слободен пристап до пазарот на труд. Значи веќе функционира тој сертификат за да може да се работи. Рековте на 2 години. 2 години, на пример, ако го добијам тој сертификат од Србија или од Албанија, можам 2 години таму без никаков проблем да престојувам и да работам и не може да ми дојде нивната инспекција да рече дека работам на црно. Не. Значи добро, значи ме третираат како домашен работник и ние ги третираме сертифицираните од Албанија работници и од Србија како домашни работници. За кај нас можам да потврдам дека е сигурно така. Потврдено е и со осигурувањата, и со банките. Видете нешто кога е ново нормално дека има предизвици како ќе оди отварањето, сметки и слично се соочивме со такви моменти, но сите предизвици беа надминати во соработка со експертите од институциите кои што беа номинирани. Тоа се луѓе кои што имаат и по повеќе од 20 години искуство во овие процеси, затоа што регионалната соработка е нешто што на овој или оној начин постоела и пред да постои отворен Балкан. Многу убаво звучи, но во праксата колку е се ова остварливо, бидејќи се добива впечаток дека
основната цел што требаше да биде, освен на протокот на луѓето, и протокот на стоките да се забрза, но гледаме на пример на Табановце кога се оди, луѓето многу тешко поминуваат затоа што не е одстранета контролата на влезот во Србија и први не контролираат како излегуваме од Македонија, па не контролираат како влегуваме во Србија. Поентата е да има една точка каде што, например, нема да биде контролиран излезот, ќе биде контролиран само влезот. Например, тоа е многу културно и убаво решено помеѓу Косово и Албанија, например, или од помеѓу Албанија и Црна Гора, каде што контролата се врши само при влезот во државите, а не при излезот, и со тоа има само една точка на контрола. Зошто не може со Србија како најголем трговски партнер за Македонија, сериозен трговски партнер, кај што имаме суфицит во размената, во трговската размена со оваа држава, зошто не можеме да го решиме овој проблем? Па прво да напоменам дека за транспортерите или за бизнисот е олеснето со договор со кој што ги признавме сертификатите. За мене беше навистина изненадување дека некои во лабораториите кои што се на ист начин акредитирани се проверува и од македонска страна и од српска страна, исто со Албанија. Дел од нашите експерти помогна за бројот на акредитирани лаборатории во Албанија да биде поголем, го пренесоа своето позитивно искуство и имаме позитивни коментари од македонските производители дека им оди побрзо. Свесни сме дека може подобро и тука веќе би одела на одговор на вториот дел од прашањето. Кога се склучил договорот за едношалтерски систем или попознат како One Stop Shop, со Албанија веќе едно застанување, иако се две контроли, но оди малку побрзо. Овој проблем беше забележан, ние влеговме во дискусија за истиот предходната година и беше определено најдено решението, а тоа е да се изработи систем кој што на двата системи ќе праќа информацијата или податоците на тој пасош, па доколку има проблем да не излезе од нашата држава или од нивната држава. Има и просторија каде што би биле тргнати, секогаш мора да се води грижа нели и за безбедноста. И моите последни информации се дека и новиот министер за внатрешни работи и исто вице-премиерот за односи меѓу заедниците, дека имаше настан во соработка со српската страна, каде што ова решение мислам дека ќе се продолжи и дека ќе се реализира, затоа што како што кажа во тие преговори биле вклучени тие кои што треба да го спроведат и очекувам истото да биде реализирано. Но транспортерите велат, да, сега има две линии, има олеснување ова што го зборувате за признавање на сертификатите од лабораториите и сето тоа, но ако има две линии, а има по еден полицаец кој што работи на двете линии или еден цариник на двете линии, а не двајца, повторно доаѓаме до човечкиот фактор. Дали, например, земјите од регионов, односно од отворен Балкан, не од регионот, имаат сериозна политичка волја да учествуваат во овој процес. Ќе се вратиме на Албанија малци за политичкиот момент, но и за Македонија политичкиот момент, но еве сега ќе се фокусираме на Србија, бидејќи она има јасно декларирана цел дека ја одговара отворен Балкан и се промовираше како лидер на целиот проект. Но еве не се решава проблемот за транспортерите, односно човечкиот фактор закажува. Има ли сериозна волја да се промени или само е пиар алатка отворен Балкан, например за србите, за српската влада? Јас мислам дека нема целосно да се согласам со вас. Сега си разговараме, ова е подкаст и разговараме. Не дојдовме да се согласиме, туку да дадеме одговори. По однос на транспортерите, да, може и тоа да биде и поефикасно и подобро, но навистина со оглед на фактот дека тој проект функционира нешто повеќе од година дена, мислам дека има значително подобрување и би сакала исто да напоменам дека во еден од протоколите предвидовме 24 часовно присуство на инспекциите, што не било така пред да постои тој договор, што сепак го убрза.
се го имаме согледано и тој предизвик во однос на кадровата екипираност. Се надевам дека тоа без разлика дали е отворен Балкан, дали е ЦЕФТА, дали е Берлински процес или едноставно билатерални, трилатерални односи, тоа е добро да се има предвид и да се реализира на начинот како би се убрзала. Ние знам посебно на лето, сега тоа не е толку поврзано со транспортерите, него баш со граѓаните, знаеме дека тогаш е многу гужва. Сме апелирале да има повеќе полицајци, да одат побрзо проверките, се успеало да се зголеми бројот, се намалило тоа чекање, но секогаш треба да тежнееме кон подобрување и носење на ситуацијата на најдоброто можно ниво. А, Рековме, имаме луѓе непречен, стоки, услуги, значи тоа е у суштина поентата непречено одвивање на овие движење на овие неколку работи. Сметате ли дека веќе се даваат резултатите, бидејќи освен вие што порано бевте во владата задолжена за спроведување на Отворен Балкан и за ред други работи, вие сте во моментов назначен представник на Српската стопанска комора во Македонија. Значи веќе ги знаете бизнис релациите и подобро од една друга страна, значи сето тоа дали генерално можеме да кажеме дека се постигнаа основните цели на Отворен Балкан? Па јас мислам дека успеавме да изградиме еден позитивен пример за регионална соработка, затоа што се реализира неколку проекти, овие за кои што зборувавме, но имаше и соработка во културата, имаше представување на туристичките, на македонските туристички можности, на српски, на албански телевизии и обратно некои работи за кои што не се зборува толку. Мислам дека Винскиот сам баш што го издвојавте дека е поголем настан со поголемо присуство, можеби влече повеќе внимание, но уште едно нешто се уедначи употребата на МТАК, па сега со МТАК се вози слободно Србија, Македонија. А во однос на бизнисите, ние имавме многу соработка со стопанските комори, не само со Српската комора која сега ја представувам. Има меѓу себе и со албанската и со нашите комори, но и регионалната комора беше доста активна. Во Србија мислам дека сите сме свесни и самото назначување покажува дека има зголемен интерес Значи, за за тој дел, тоа е третиот дел. за Ќе нови збориме за инвестиции, Србија, но и така? за подобрување на положбата на они инвеститори кои што се веќе присутни на македонскиот пазар. Мислам дека и тоа покажува дека соработката која што ја остваривме во Отворен Балкан ја подобри таа комуникација, но и отвори нови можности. Тука би спомнала, можеби не толку поврзано со темата, но тоа слободно движење на луѓе и можноста да се работи не прави на сите нас поконкурентни воопшто во однос на развој на стопанството и привлекувањето инвестиции. Така. Тука некаде ќе финишираме, имаме уште некоја минута до првата пауза за да ги видиме нашите пријатели на подкастов што има да ни порачаат, но у суштина ова прашање ќе биде воведот во вториот дел од подкастот. Сметате ли дека актуелнава власт, значи на ВМРО, ДПМН и на ВЛЕН, значи е за Отворен Балкан со оглед на тоа што ВЛЕН е во тесна соработка со Албин Курти, односно самоопределување од Косово, кој што беше остар критичар на оваа иницијатива Отворен Балкан и не сакаше да се придвижи. Сметате ли дека актуелнава македонска влада е посветена кон Отворен Балкан? Па го поздравувам нивното присуство сега на Винскиот сајм. Знам дека има и одговорно лице за овие прашања во владата. Не знам како ќе оди за можеби нови иницијативи, но сигурна сум дека она што е завршено нема да застане заради тоа што носи позитивен ефект. Не
Само во економски бројки проектот е доста популарен и меѓу граѓаните, што покажува дека има задоволство од мерките кои што сме успеале да ги завршиме во претходните 2-3 години. Вие верувате дека актуелна влада значи ќе биде посветена, но ќе дојдеме сега една пауза ќе направиме за нашите пријатели, но ќе се навратиме малце на Албанија која како да се дистанцира од целиот проект и ќе се навратиме на онаа што го зарековте, нема враќање назад, но дали е баш така? Во вториот дел од подкастот време е за пауза за нашите пријатели. Атлантис. Сладки спомени. Витаминка. Да, се враќаме во подкастов, гостинка Нола Исмаиловска Старова. Ја викнавме за да зборуваме за Отворен Балкан, за иницијативата. Она што го кажа е дека таа функционира, дека е оперативна, дека сите три држави кои што првично учествува и се уште учествуваат, но од теренот доаѓаат и малци различни информации. Првиот дел од подкастот го завршивме со тоа дали нашата влада, македонската влада е заинтересирана да го продолжи овој проект. Оценката на господја Исмаиловска е дека сака да го продолжи, но се гледа дека Албанија некако како да се дистанцираше од целиот проект. Еди Рама го немаше на винскиот саем. Исто така гледаме дека не се придружија и останатите земји како што се Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово. Значи не влегува во овој отворен Балкан и некако се наметнува во јавноста се повеќе дека Отворен Балкан ќе биде оставен на страна и повторно ќе се стави акцент на Берлинскиот процес и сите гледаат шанса за подобра соработка во Берлинскиот процес, каде што генерално Германија ги држи конците, односно една од најмоćните членки на Европската унија. Сега ајде со ред многу нафрлив вака теми од овде што да почнеме со ред. Дали Албанија останува сериозен играч во Отворен Балкан или полека се повлекува заради политички причини, затоа што се дистанцира од Србија? Еди Рама не беше физички присутен, но сепак имаше видео обраќање на винскиот саем. Знам дека во јавноста постои тоа како да се непријатели Отворен Балкан и Берлински процес, но целосно нема да се слушам, баш процесите се многу комплементарни и во еден период кога Берлинскиот процес беше како во некое мирување, тогаш и се појави идејата за Отворен Балкан, па може би постигнувањето на некои од договорите покажа дека имаме способност за соработка, па тоа затише накрај го врати процесот уште посилен. Имам дури еден пример, ние се согласивме за признавање на дипломите меѓу трите држави, убрзан е доста процесот за нострификација и признавање. Некогаш и се оди со чисто признавање на квалификациите и сличен договор понатаму беше подпишан во Берлински процес и дополнително за признавање на некои струки, нешто на кое што работевме и во Отворен Балкан, како што кажав, дел од идеите биле нови, но дел од идеите биле дел од регионалната соработка и претходно. Исто така
Албанија ги подпиша сите протоколи претходниот јануари, после тие фамозни изобличувања дека е мртов процесот. Не можам да знам дали ќе има нови иницијативи, но убедена сум дека и албанската страна нема да се повлече од договореното и од она што функционира, и само би повторила дека едното не го исклучува другото. Не е воопшто проблем со работката да продолжи во Берлински процес, уште поубаво, ние секогаш и во Отворена Балкан отворено сме ги повикувале и другите три страни да се придружат во иницијативите, посебно кога се покажало тоа дека функционира, и настаните, средбите на различни бизниси сме имале гости од Турција, од Унгарија, биле гости и Босна и Црна Гора на Отворен Балкан, сме биле во Италија, беше едно убаво искуство, што без разлика дали во таа форма ќе постои, тоа кое што се постигнало, јас сум убедена дека од ниедна од трите страни нема да биде погазено. Тоа се сепак и меѓународни договори кои што поминале низ различни владини процедури или собраниски, сега во зависност од уредувањето и поставеноста за овие прашања. Една страна од трите страни, ако се почне малце да излегува од процесот и да ги кочи, нели ќе се закочи целиот процес, односно не ќе може основната идеја за трипартитна соработка да постои. Тоа е првото прашање, бидејќи Албанија е сериозен играч и нас многу ни значи заради пристаништето во Драчи, ако успеат да го реализираат коридорот 8, например, да се поврземе исток-запад, Драч ќе биде алтернативно пристаниште на Солун, бидејќи Бургас малце е предалеку и економски неисплатливо. Значи Албанија за нас како Македонија е нов пазар, развиен пазар, се развиваат многу брзо, и ако се повлечат и почнат малце обструкции, ќе значи веќе една друг сигнал. И второ, зошто на пример толку отпор? Ајде, Косово има политички проблеми со Србија и разбирливо е тој отпор, но зошто Црна Гора и Босна имаат отпор кон целиот процес? Па прво на првиот дел од прашањето. Кажав и претходно, мислам дека два различни моменти се одењето кон нови иницијативи и кочењето на нешто што е реализирано, посебно кога тоа првично одговара на бизнес секторот во трите држави. Не очекувам во ниеден момент такви случаи, напротив, нешто што произлегло во однос на реновирање на Кјафасан, таму веќе има едно шалтерски систем, значи имаме подобрување, некои идеи се работеле затоа што тие прашања мораше билатерално да се уредат, иако беа дел од поголемата слика во овој процес, и баш затоа мислам дека завршувањето на коридорот секако дека ќе биде корисно, и мојот печаток е дека ќе се оди на завршување на овие коридори, што ќе биде добро и за македонската економија, но и општо за регионалниот развој, затоа што така покажуваме една политичка зрелост, дека без разлика на процесите, тоа што се добри договори кои што донесли унапредување, да не заборавиме дека и еврокомесар, тогашниот еврокомесар за проширување бил гостин и ги поздравил настаните на Отворен Балкан, амбасадори од другите европски држави, од Соединетите американски држави, побудило еден позитивен интерес. И сега доаѓаме до прашањето зошто Црна Гора и Босна и Херцеговина не се приклучи. Еве Косово ќе го ставиме за момент на страна. Зошто овие два играчи регионални не се приклучија и да ја затврстат оваа соработка? Што е проблемот? Зошто одбија да дојдат во Отворен Балкан? Ние сме имале гости од Босна и од Црна Гора. Мислам дека во нивните општества постигнувањето консензус по однос на оваа соработка не било толку едноставно како што беше во нашите три држави, што дури на почетокот беше изненадувачки, но имаше репортажи од Албанија на море на српска телевизија, и
Јас од Струга, па ми се случува често да отидам во Албанија и баш газдата на хотелот ми вика што мислиш за проектот. Викам, па јас мислам дека е добар. Ми вика, па јас пред 5 години не би сонувал дека најмногу гости би ми биле срби. Мислам дека точно тие моменти треба да бидат тоа што ќе биде препознаено. Мислам дека во Црна Гора имаше исто две страни на паричката, едните кои што го поддржуваат, другите не. Се направи една непотребна фама во дел од јавноста, дека тоа е некакво изолирање и слично, а навистина се обидовме, ние изработивме и се уште го има на страната на владата, ако се влезе во отворен Балкан, навистина транспарентно. Сите документи ги имаме ставено на располагање, кои што сме ги работеле, кои што се подпишани, сликовит приказ што е направено, што се планира да се направи и секогаш упорно се повторувало дека сме отворени за соработка и со другите. Ако тоа се успее преку Берлинскиот процес, секако дека ќе го поздравиме и ние кои што сме биле. Зошто дел од толку, Отворен Балкан. например, еве сега се зборува дека Албанија го форсира Берлинскиот, се враќа кон Берлинскиот процес и у суштина, а Косово цело време исклучиво кон Берлинскиот процес беше не сакаше да слушне за Отворен Балкан и гледаме, рековме сега во македонската влада имаме партии кои што многу блиску соработуваат со самоопределување на Албин Курти, кој што беше стрикно против Отворен Балкан. Зошто толку се преферира Берлинскиот процес, каде што се земјите од Западен Балкан членки, а зошто толку не може да се пронајдат во Отворен Балкан, кој што у суштина кај што ќе беа, ајде да кажеме исто така важни чинители, ќе можеа да се договорат за подобра бизнис соработка. Бидејќи едно време навистина Берлинскиот процес како да затаи, односно како да замре, како да беше под радарот. Зошто толку форсираат некои држави еве се кон Берлинскиот, а не сакаат во Отворен Балкан? Што е разликата толку? Па во Берлинскиот процес сепак се 6 страни и кога некогаш веројатно функционираат полесно, кога има некој плюс што го мониторира процесот, не можам да бидам сигурна, треба можеби да ги викнеме, да го викнеме Албин Курти за да ви одговори на прашањето. Добро, ма вие сте во Да политиката има. долго време. Еве да ми дадете објаснување, јас не можам да најдам ако е нешто во интерес на регионот, зошто да не се договорат без разлика на отворени прашања, бидејќи економијата сепак е многу важна за сите нас, но сите се надеваат на Берлинскиот процес, ама не се надеваат на нешто што им беше овде, кај што ќе беа, ајде да кажеме условно, подобро слушнати, можеби ќе можеа да диктираат некој свој видување. Видите, разликата беше што Отворен Балкан почна натрешно, беше таква иницијатива која што не беше измислена на некоја друга маса и мислам дека навистина имаше успех, но некогаш сега кога сте во политиката проценувате како тоа ќе изгледа, дали ќе одземе или ќе донесе политички поени. Може би тоа било причината, не можам да бидам сигурна, не сум во нивните глави, но мислам дека и тоа имало влијание како ќе реагира општеството, а од друга страна соработката меѓу бизнис секторот беше навистина на добро ниво. Се зборува дека е американски проект Отворен Балкан, пандан на Берлински процес и у суштина бидејќи се скара Албин Курти со Америка, у суштина и таа релација дека има некое влијание, дали е американски проект Отворен Балкан? Поддржан од Америка секако, но беше иницијативата направена од тогашниот премиер Заев, Александар Вучич и Еди Рама, ако не се лажам, мислам дека во Нови Сад. Така. Но интересно е тоа дека секогаш како луѓето да имаат потреба да е на некој, да не е наш. Мислам дека резултатот покажа дека ова беше
зародено и беше навистина добро прифатено и од општеството и можеби баш реакцијата на општеството покажа дека сакаат некогаш да имаме и собствени иницијативи. Добро, не е, А, сигурно и- не е собствена, а не е од амбасада да се јавиле во амбасадите во трите држави, ај ова правете го и нашиве политичари, мислам регионалниве политичари од трите земји, да речат добро ќе го правиме и да биде подбутнато од амбасадата, например на Америка во овие три држави. Нели е така или на вистина имало политичка волја кај овие тројца политичари, односно кај владите на овие три земји? Јас мислам дека имаше политичка волја, а сведочев таа политичка волја, има и самите доста идеи кои што потоа ги реализиравме и нешто што ми беше изненадување, тоа кога имавме средби со работните групи, дека дел од луѓето се познава од некои претходни проекти, ни се сите овие години, не знам ни колку влади се смениле во сите тие години откако е тема регионалната соработка и постигнавме еден момент каде што веќе вработените кои што работат на тие области знаат да се слушнат на телефон, да разменат искуства, да надминат некој предизвик. И мислам дека баш заради тоа што ја чувствува како нешто свое, дека расположението беше наметнато поинако отколку за некои други процеси. Сега дојдеме до онаа најнеблагодарниот дел од подкастот, кај што ги прашувам моите соговорници да бидат онаа што се вика баба Ванѓи, односно да предвидат и нината што ќе се случува за одредени прашања за кои што се викнати. Значи скоро сите гости сум ги прашувал што мислат за одредена тема во иднина, а тоа е прилично неблагодарна работа, бидејќи треба да кажат нешто што може и да не се оствари, но еве вашето предвидување за отворен Балкан накаде ќе се движи? Дали ќе замре полека и берлинскиот процес, ќе си го зазема старото место, односно, ајде да кажеме, големата идеја што ја форсираше Германија и Германија ќе биде поактивна во поглед на берлинскиот процес и тој ќе заживее посериозно, или ќе опстои некако отворен Балкан? Како гледате иднинава што ќе донесе? Бидејќи мислам дека едната иницијатива отворен Балкан како да стагнира сега, доди под радарот во општеството, се издигнува берлинскиот процес. Па јас сакам да верувам дека тоа што е направено остави трак и дека во еден момент ќе има и нови иницијативи. Кој би ги потегнал тие нови иницијативи? Гледате ли политичка волја во овие три земји? Останува да видиме. Добро, нови иницијативи дека ќе има, еве, Албанија нема да ги потегне. Добиваме некако различни информации дека Албанија се повлекува, дека Албанија веќе од 3-3 сега во отворен Балкан е 2-3. Очекувате ли едноставно кој би ги правил? Вучич, Србија би потегнала бидејќи се наметнуваше како стожер, или и Македонија, кај што рековме во владата седи партија која што баш не гледа на благонаклонно на отворен Балкан? Јас мислам дека самите институции, ако согледат дека дел од проектите можат да бидат унапредени, и тоа кога ќе биде адресирано, мислам дека ќе има политичка волја тоа да се реши. И дури мислам дека е и неважно толку низ кој процес, но сигурна сум дека остави печат и постави пример за соработка, на што сум посебно горда. Така, сега дојдеме до прашањето, веќе ќе влеземе и во третиот дел, но пред паузата мораме едно прашање полека да влегуваме во третиот дел. Вие рековме дека овде сте и како во својство на представник на Српската стопанска комора. Ќе останеме уште на отворен Балкан, но ме интересира кога комуницирате со македонските бизнисмени, како они гледаат на отворен Балкан. Еве Србија и одговара, значи и одговара на Србија отворен Балкан, но како гледаат македонските бизнисмени од оние контакти веќе што ги имате со бизнисмените на отворен Балкан? Како гледаат, добро или недобро? Па на средбите ние кои што сме ги имали, сме ги прашувале што е потребно за да се убрза кога имало проблем да се надмине. Мислам дека и нивната оценка беше позитивна. И Стопанската комора, и Сојузот на стопански комори биле присутни на настаните и имале и нивните изјави во јавноста биле со поддршка на процесот. Мислам дека штом јавно дале поддршка на процесот, дека тоа покажува задоволство во членките кои што се дел од нивните комори.
Значи верувате дека ќе продолжи. Тука некаде ќе направиме втората пауза за нашите пријатели, па се враќаме да зборуваме малце за соработката Македонија-Србија на економско поле, односно за дали српските компании сакаат да пенетрираат во Македонија, односно да вложат капитал и колку можат македонските компании да се најдат на српскиот пазар. Останете со нас. Атлантис. Сладки спомени. Витаминка. Да, трета третина од подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов. Зборувавме за Отворен Балкан. Гостинка Нола Исмаиловска Старова беше задолжена за овој процес во владата на СДСМ и ДУИ. Сега е представничка на Српската стопанска комора во Македонија. Зборувавме за Отворен Балкан. Она верува дека ќе опстои, дека нема враќање назад и тоа што е постигнато ќе функционира исто така, но исто напомена дека нема враќање назад, дека не може да се поништат придобивките и дека отворениот пазар помеѓу трите држави ќе опстои, иако Албанија некако како да се повлекува наназад, како да ретерира и да се става акцент на Берлинскиот процес наместо на Отворен Балкан. Но сега доаѓаме до третиот дел. Веќе почнавме конкретно на вториот да зборуваме за соработката на стопанските комори, односно како гледаат на Отворен Балкан, но сега доаѓаме на можно на делот каде што вие како ново свежо именувана представничка на Српската стопанска комора, веќе имате остварено контакти, имате со македонските институции, со македонските стопанственици. Првото прашање ми е, Македонија имаше наплив на капитал од Албанија, значи од Албанија, не на албанци од Македонија, туку на сама од Албанија, знаеме, Истгейт и други делови. Исто така имаше добар дел од работната сила што работеа по Западна Македонија, но и во Скопје доаѓаше и од Албанија. Дали можеме да кажеме дека доаѓаме во период каде што српскиот капитал изразува се поголема заинтересираност за Македонија. Значи, после тој наплив на странскиот капитал што го имавме и 90-тите и на 2000-та година, сега доаѓа и регионалниот капитал како Србија. Спомнав дека и Албанија имаше наплив во Македонија инвестиции, но наред доаѓа и Србија да инвестира. Дали сега се засилува таа инвестициона политика на Србија кон Македонија? Помислам дека самата одлука на Стопанската комора на Србија да има представник кај нас, дека покажува сериозни намери и потреби на бизнисите од Србија. Првично за тие кои што се присутни на македонскиот пазар, за нивното функционирање, за тековни прашања, за можеби некои идеи, не само за на македонскиот пазар, има доста идеи за меѓусебна соработка, но веќе има и сериозни компании кои што се заинтересирани за нови инвестиции кај нас. Ги споделивме првичните информации и услови кои што ги нудиме како држава. Се уште ова на почеток, така да кажам, но имавме неколку состаноци, изработивме многу анализи и нивната идеја и желба и на самиот председател и на управниот одбор и на другите соработници е да поставиме пример за регионална соработка. Имаше една добра идеја за заедничко инвестициско
портфолио во Отворен Балкан беше тоа најавено. Мислам дека може би уште тлее таа идеја некаде, затоа што е голема предност за регионот. Што И- значи и тоа за- заедничко инвестицијско портфолио? Ајде да објасниме, значи сега на јасно ни е нам, ама на тие што не следат, што би значило тоа, како би се операционализирало и што ќе значи за инвестициите, за привлекување на инвестиции? Па за привлекувањето на инвестиции, еден од првите моменти е дека веќе не нудиме пазарот 2 милиони, туку 10 милиони луѓе, кое што од луѓето кои што биле многу активни во овој процес изминативе 10-15 години, сметат дека тоа е многу силен аргумент. Понатаму веќе и постојат примери каде што некој е присутен и на македонски и на српски пазар, а кога се пристапува заеднички, тогаш можностите само растат и не само од Европа, туку и од Соединетите Американски држави и други држави во светот. Мислам дека тоа е една добра идеја, се надевам дека ќе биде дискутирана во понатамошниот дел од моето работење, но она што го знам за почеток и кое што можам да го кажам е дека навистина постои интерес за проширување на некои од присутните бизниси, но и за влегување и влог на нови српски компании. Пред да ве прашам во кои делови би можело да се продлабочи соработката и да доаѓаат српски компании тука, што би можели ние да возврат, морам да останам во доменот на политиката, заедничко инвестиционо портфолио помеѓу Србија и Македонија. Верувате ли дека тоа ќе помине лесно, мазно во македонското општество? Првина, бидејќи ние сме мултикултурно општество, имаме во владата и партија која што не ги сака многу србите. Тоа е Влен, значи има одма ќе имаме обвинување за србизација, влијание на Србија, на Македонија, ние помалите, како помала држава, ќе подклекнеме под една поголема, но дел и од македонската јавност ќе ги има овие аргументи, од стравот дека поголемата држава ќе биде доминантна во однос на Македонија и може ние да не го извлечеме ќарот колку што треба, бидејќи ќе бидеме поклопени од Србија со едно такво заедничко инвестиционо портфолио. Очекувате ли дека може да се надминат ваквите политички стереотипи и ваквите политички случувања во држава, односно односи што ги имаме, бидејќи гледаме каков однос имаат на пример одредени политички партии на албанците кон сама Србија и ја гледаат како непријател, иако и во Македонија имаме многу добра соработка економска со Србија, а живее и српското малцинство, имаме етничка заедница Србија. Овој пример го дадов во контекст на претходниот дел на подкастот, затоа што беше започнат во Отворен Балкан. Може би тоа е една од иницијативите која што би можела да добие реализација, дали во тој контекст или општо на регионот на 6 страни. Не го кажав неопходно како билатерална соработка, туку како една добра идеја која што покажува спремност за соработка не само меѓу нашите две држави, туку и пошироко регионална. И затоа не би навлегла сега во тоа какви би биле реакциите, сепак тоа треба да се го проценат. Да, но доаѓаме кои што се до сериозен предизвик во конфронтација. Ние внатре во Македонија имаме сериозна конфронтација во поглед на Србија. Владата има некако, ајде да кажеме, дуи која што наклонуваше кон Тирана и со соработка со Еди Рама повеќе, додека актуелнава Влена со Албин Курти кој што има исклучително ригиден однос кон Србија, значи доаѓаме до внатрешно да не може да се постигне консензус за продлабочување на соработката со Србија, кој што, како што кажав, е сериозен трговски партнер на Македонија. Вие сега доаѓате, треба да ги штитите и српските бизнис интереси во Македонија. Верувате ли дека ќе има соработка и можност да се продлабочат економските соработки помеѓу Македонија и Србија, или ќе имаме кочница во самата влада? Јас мислам дека кога се работи за економски прашања, кога компаниите ги исполнуваат условите кои што се пропишани со
закон за да може да влезат да инвестираат, мислам дека е невозможно тоа да биде спречено без разлика од каде доаѓа. Не зборуваме ние за некое господарење или слично, туку зборуваме за инвестиции. Мислам дека инвестициите не може сега да ги делиме по националност. Барем тоа да пробам. Барем тоа да се обидем. Нашето искуство покажува дека се може да поделиме на национално и на етничка основа, така што јас многу ви го поставам ово прашање бидејќи малце сум скептик во поглед на каде би се движеле работите, бидејќи целата бизнис заедница зборува дека Македонија е единствен спас за Македонија и регионалното поврзување. Тоа регионално не значи само со Србија, значи и со Албанија, значи и со Косово, значи и со Црна Гора и Босна и Херцеговина, и значи да проектите да бидат регионални, тука ние да се вклучиме, но гледаме дека малце потешко оди цела оваа работа и гледаме дека на пример актуелната влада сака сериозно да се поврзе Грција, Македонија, Србија со Унгарија и од Унгарија цела централна, таа развиена централна Европа, но дали тоа е остварливо во овие политички односи каде што имаме трзавици помеѓу партиите и различни политички интереси. Верувате ли дека во Македонија може да се истераат вакви крупни унисоно да се рече да се истераат вакви крупни проекти економски? Јас верувам дека може, сме сведочеле дека може и мислам дека и ќе сведочиме дека може. Инвестирањето на српските компании никако не пречи да има инвестиции од косовски бизнис, од албански, од Босна, од Грција, од Шпанија, од Унгарија, значи од каде и да е, и затоа баш кажав дека некои идеи кои што биле добри, дека можеби треба да се разгледаат за. Јас си посакувам да бидат што повеќе луѓе заинтересирани за влез на македонскиот пазар, затоа што секоја инвестиција е позитивна и по однос на вработување за економијата, за развојот, и моето лично уверување е дека конкуренцијата не прави поквалитетни и подобри. Еве сега ги гледам податоците, гледам дека со Србија сме сериозна трговска размена имаме. Да, не, сепак имаме дефицит во поглед на трговската размена. Од некои си 160 милиона евра. Тоа е дефицитот за 1.9.24 во однос на 1.9.23. Тоа е тука некаде дефицитот, значи сепак немаме суфицит, но каде би влегле, например, српските компании, во кои сектори имаат интерес? Веќе може ли да се види каде би сакале да инвестираат, во кои делови би можеле да дојдат во Македонија и како во кои делови да се продлабочи соработката? Па не би откривала сега. Добро, окей. Ова е можеби чувствителна информација, затоа што ако знаеме во кои сектори, па да купуваме акции во такви сектори, бидејќи ако влегуваат српски компании. Како ќе се подобри соработката? Кои се плановите за зголемување на трговската размена и на соработката помеѓу Македонија и Србија? Сериозен играч се за Македонија и пласираме роба, они исто така увезуваме сериозна роба од таму, пред се прехранбени производи, и гледаме дека се пенетрираат и во некои други сектори. Накаде може да се движи соработката? Која е вашата проценка? Па мојата проценка е дека првично со информациите, потребните информации или некои забелешки, некои идеи, дека имајќи представник, дека ќе се движи тоа побрзо. И понатаму за соработката во самата наша работа на програмата за работење. Предвидени се и состаноци за продлабочување на соработката и за размена на идеи, тоа почнувајќи
од обуки за стартапи до бизниси кои што веќе постојат. Српската страна е доста ангажирана и во стартапите, и во нови технологии, во зелена трансформација. Баш сега беа на настан во Португалија од оваа област и мислам дека тоа е интересно и како искуство да се пренесе на нашите компании, но и можеби незаинтересирани млади луѓе кои што би се пронашле во оваа област, па би соработувале, па би се потсетиле на други идеи каде што сега кога не требаат работните дозволи може да сведочиме некој конзорциум или некоја компанија која што би ја отвориле млади или повозрастни, сега да Така, не добро. дискриминирам. Луѓе од трите држави би работеле, да може консултантски услуги, може нешто друго. Светот се менува и мислам дека ова може да ни помогне да ги следиме и тие трендови, но тоа не значи па дека нема да имаме соработка и во развој на земјоделството, да размениме некои информации од таа област или во туризмот, во културата, сето тоа за кое што сме разговарали претходно, како што кажав, што е јавно достапно, нема да измислуваме. Уште неколку прашања имам, Куси. Србија сериозно се развива во земјоделството. Мене ми остави голем впечаток, тоа го споменувам веќе во подкастите и во претходниот го спомнав, кога се патува од Врање надолу и од Лесковац, Врање Лесковац, кога се од Ниш надолу во суштина, кога се влегува во географскиот простор кој што е многу добро поврзан со Македонија, значи зборуваме за географски простор. Има огромен број на пластеници, огромен број на индустријски објекти, огромен број на магазини и сето тоа. Колку Србија веќе не планира како дел од нивниот простор за поблиска економска соработка, бидејќи некако добивам впечаток дека од Ниш нагоре е на Србија економски, од Ниш надолу е друга природно економски, кој што и со работна сила и со луѓе и со економија поблиску може да соработува со Македонија. Колку веќе можеме да зборуваме на таков начин поврзување на Македонија со Јужна Србија у суштина на економско поле? Може ли да се извлече заклучок дека тоа е некоја наследен чекор помеѓу двете држави да се развиваат? Јас би се сложила со вашата анализа по однос на ова прашање, затоа што знам дека за тоа и претходно веќе не контактирале луѓе како да продлабочат соработката, како да оди тоа брзо. Сега посебно кога се работи за земјоделски производи, па некој навистина тоа треба брзо да оди за кога ќе стигне на нивен или на наш пазар да биде свежо за конзумирање за граѓаните. И мислам дека е и за мене една многу интересна тема, затоа што мислам дека унапредувањето на оваа соработка и општо на земјоделството како област дека може да биде стожер на стопанството и на економскиот развој, затоа што знаеме дека може да понудиме убави вкусови и веројатно кога тоа е една соработка може да се користат и различни иницијативи, фондови за меѓусебна соработка како заедно би се унапредувале. Затоа што колку е посилен регионот, толку е посилна и нашата држава. Така. Доаѓаме до последното прашање во овој подкаст. Вие имате политичко искуство. Како гледате на политичката состојба во државава? Знам дека сега мора да бидете воздржани затоа што сте представник на Српската стопанска комора и мора да бидете одмерени, умерени, да не влегувате во вакви анализи, ама баш сакам онака едно мислење ваше. Како гледате опозицијава што имаше конгрес и изборот на новото раководство и како гледате на функционирањето на владата со ВМРО ДПМН и со Влен кои што имаат можеби малце и различни погледи на работите во држава. Како ја оценувате политичкава состојба? Секогаш сум се обидувала да бидам умерена и во политичката кариера. Мислам дека е многу важно кога имаме власт со силно мнозинство, опозицијата да
биде на ниво на задачата, подготвена, спремна да дава нови предлози, да влијае на предлозите на власта, исто така и власта да прифати некои од сугестиите, некогаш и некои од предлозите. Мислам дека тоа е политичка зрелост. За неколку прашања се случило, се надевам дека што почесто ќе го гледаме, затоа што само така навистина може македонското општество да напредува. А во однос на Конгресот гледам доста нови имиња, не ми се толку познати, мислам дека тоа е позитивно според. Значи, верувате дека нешто ќе се промени? Да. Добро. Океј, да видиме Оптимист по како ќе... Добро, оптимист по природа. Значи, во подкастов беше Нова Исмаиловска Старова, зборувавме за Отворен Балкан, зборувавме малце за економската соработка Македонија-Србија, бидејќи она е сега представничка на Стопанската комора на Србија во Македонија. Мило ми беше што бевте дел од овој подкаст. Благодарам. Се гледаме во некоја наредна прилика, а вие останете и гледајте не и понатаму. Ќе се потрудиме да ви донесеме исто така интересни гости. Секое добро, довидување.